Значи, знаете ова како, почитуван колега, ќе го искоментирам. Во жаргонот на вашиот премиер Зоран Заев, као киша око Крагуевца. Така вртевте цело време и не одговоривте на ниту едно мое прашање кое што го побарав од вас да го организирам. Значи, јас барав од вас да ми кажете. Значи, каде вашиот градоначалник, кој што сакам заради информација на граѓаните да кажам дека во локална самоуправа, мислам во локала, никогаш не сме биле коалиција со ДУИ, тоа значи го тврдам, да на централно ниво, на локална ниво не сме биле коалиција со ДУИ и тоа е така, да колешка. Тоа си беше така. И заправо треба граѓаните тоа да го знаат. И уште едно прашање, почитуван колега, да ми одговорите. Дали вие ќе го гласате ребалансот на буџетот? Вие рековте дека ние треба да поддржиме. Кои сме ние тие да поддржиме? Вие сте власт. Значи, вие сте тие кои што ги креирате политиките. Што да ве поддржиме? Па вие, ако си немате разбирање натре, коалицијски, да им кажете дека децентрализацијата е правило и основа за функционирање на општеството, бидејќи така сме се определиле, така? И тоа треба да го негираме. Што сега вие барате од опозицијата, па вие сте власт? Ние го поддржуваме процесот на децентрализација. Каде видовте дека ние не го поддржуваме процесот на децентрализација? Да, вие со вашите чекори баш ме интересира дали ќе го поддржите законот за урбанистичко планирање, каде што фрапантно се крши децентрализацијата. Тоа ме интересира. Тоа ме интересира дали вие како власт ќе го поддржите тоа законско решение. Каде што се одземат значителни, значајни ингеренции на градоначалниците во тој поглед. И сега, капиталните дотации со ребалансот на буџетот, почитуван колега, кој што вие ќе го поддржите, а од друга страна сакате да кажете колку сте вие заштитник за локалните самоуправи, не за сите, за тие што вас ве заинтересираат. За разлика од сите мои колеги, без разлика од која припадност доаѓаат, секогаш говорат во името на граѓаните. За сите. За разлика од вас, кои што исклучиво говорите наменски, само за едни, што не е во ред. Не е во ред. И тоа стално ви го забележувам. Ако говориме за сите граѓани кои што живеат во Република Македонија. И не треба да има поделба. Затоа што сите граѓани ги имаат истите права, истите потреби. И треба така и од сега да се однесувате. И како координатор на најголемата партија која што е од албанците, треба конечно, кога ќе барате за нешто, да барате за сите граѓани во Република Македонија и да престанете да ги делите граѓаните по етничка и било каква поделба. Ке ве замолам. И сакам да ми одговорите на крајот дали вие ќе го гласате ребалансот кога со овој ребаланс вашата влада крати средства од 331.933 милиони на 239.000 денари. Значи, огромно кратење за локалните самоуправи. Почитуван господине Ејуп, дали ќе го гласате ребалансот на буџетот? Ви благодарам.